Ај сега да видиме што е правната заврзлама околу овој закон, кој што јас го нарекувам така наречен, затоа што не е закон. Тоа е тоалетна хартија која е објавена во службен весник без никаков правен преседан во нашата историја. Значи ние не сме држава од вчера, ние имаме некои уставни обичаи од кои што влечеме корени и можеме да споредиме. И вакво нешто се нема случајно. Прво, самата процедура е тоа што да не тупиме со деловникот кој е непрекршен, туку е како се осеќам како комарец на нудистичка плажа, не знам од кај да почнеме работа. Требаше да биде надлежна комисијата за политички систем. Талја Џафери намерно го стави кај Артан Груби во комисија, тогаш беше комисијата за европски прашања, за да го прошверцува за 3 дена. Потоа, председателот тогашен Џоле Иванов стави вето на овој закон. Кога ставате вето, мнозинството од 41 пратеник се подига на 61 пратеник. Тие потоа го донесоа со 64. Арно ама го промашија рокот, требаше во рокот 30 дена да го донесат, тие го донесаа после 60 дена. Роковите се многу битни во правото и затоа цело време потенцирам, а тука носам и некоја судска пракса чисто да споредиме. Следно што се случи, овој кога го врати, вие како опозиција имате право да поднесувате амандмани на вратениот дел од законот. И Џоле Иванов вратил неколку десетина членови кои се спорни и те како се спорни. ВМРО ДПМН е тогашна како опозиција поднесе 19.000 амандмани. И овој им ги фрли во корпа, буквално ги фрли брутално во корпа, да, Џафери ги фрли. И што втори кривично дело. Претходно ДУИ има ситуација со 15.500 амандмани на изборен закон која се сакаше една изборна единица. Значи имате двојни стандарди и политичка дискриминација. Но ајде ќе речете Уставен суд не е надлежен да цени легислативна процедура внатре во собранието. Добро, ајде одиме на следното што е многу побитно, а тоа е рокот за објавување или за промулгација, за потпишување на указот и за објавување во службен весник. Рокот е 7 дена според нашиот устав, според член 52, а овој закон е објавен дури после година дена од носењето. Заедно со Преспанскиот намерно го објавија за да кога има гужва, знаете, да помине тој.